Почитувани граѓани, македонската економија драматично стагнира, а за тоа директно одговорни се штетните политики на владата и премиерот Зоран Заев. Наспроти розовата слика која сакаат да ја представат на јавноста, макроекономските показатели ја соголуваат и прикажуваат реалност, а граѓаните тоа најдобро го чувствуваат на своја кожа. Во државата речиси капитални инвестиции да нема. Затоа и нема раст. Нема раст во градежништвото, во индустријата и другите гранки кои се директно поврзани со растот на економијата. За само 2 месеци капиталните инвестиции изнесуваат 4% од предвиденото во буџетот, а во првиот месец изнесуваат поразителни 1%. Тие проекти што беа започнати од минатата влада речиси како по правило сите стагнираат, а нови да нема. Наспроти ова задолжувањата растат. Тоа значи дека се задолжуваат за непродуктивни трошоци во услови кога нема капитални расходи. За само 2,5 месеци секое семејство владата на Зоран Заев го задолжи за над 1200 евра. Се намалуваат и државните депозити. Државните депозити се намалени за 214 милиони евра во изминативе 10 месеци, но се намалува и монетарното злато, тоа е намалено за 12,5 милиони евра. Наспроти нереалните фалби од владата, секој од вас, секое семејство во оваа држава треба да си го постави прашањето дали живеете подобро споредено со периодот од пред 10 месеци, дали имате повисоки плати, повисоки пензии, дали сте задоволни од услугите кои ги добивате од државата. Јас како човек, огромен дел од своето време го минува меѓу граѓаните. Ќе ви кажам дека ниту има повисоки плати, ниту се живее подобро. Владата покажа дека не уме, не знае и нема план. Затоа треба да се замине. Затоа што Македонија заслужува подобро. Доаѓа надеж, нова надеж за Република Македонија.